Добре дојдовте на ова јавна трибина која што организираме по повод 3 години од постојањето на универзитетското радио. Имаме низ активности кои ова јавна трибина и многу ми е драго што гледам многу млади студенти со кои што верувам дека исподелиме низ искуства и ќе решиме одредени проблеми со кои што можеби се соочуваат универзитетските радија, да дефинираме нивниот развој и слично. Денес јас ќе бидам во улога на модератор и говорник представник од Универзитетското радио УГД ФМ. Заедно со мене овде се и Сонја Тантарова-Груевска, таа е главниот говорен уредник на Универзитетското радио на Универзитетот Климент Охридски од Битола УКЛУ ФМ. Потоа Кристина Велјановска, таа е новинар во студентското радио, односно Универзитетското радио на Универзитетот Кирил и Методи во Скопје, студент ФМ и представник од Советот за радиодифузија, поточно член во Советот за радиодифузија, тој е магистар Борис Арсов. Овде до мене од мојата лева страна е доцент доктор Кирил Барбареев, кој што беше вклучен во организацијата и целокупното осмислување на Универзитетското радио кој што функционира во рамките на Центарот за односи со јавноста. И најпрвен би му дал и збор нему за почетоците, формирањето на Универзитетското радио и како одеше целиот тој процес. Благодарам, Игор. На почеток би сакал да го честитам роденденот на Универзитетското радио, на Универзитетот Гоце Делчев и на некој начин да го честитаме и роденденот на Центарот за односи со јавноста, бидејќи кога се формираше структурата и систематизацијата на Центарот за односи со јавност, беше планирано во еден од одделите да постои Универзитетско радио и Универзитетска телевизија. Би сакал да ги поздравам гостите кои што се одважија од другите универзитети да дојдат денес и да учествуваат на оваа јавна трибина, членовите од Советот за радиодифузија, нашите студенти од студиската програма по новинарство и односи со јавност, нашите професори, представници од медиумите од градот Штип. Јас бидам многу краток и ќе оставам време за луѓето кои што се подготвиле за денешната трибина, во кој што ќе се освратам во кратки црти да кажам како настана всушност Центарот за односи со јавност на Универзитетот Гоце Делчев и како тргна целата идеја пред 4 години. Кога се формираше Универзитетот Гоце Делчев, дел од раководството на Универзитетот Гоце Делчев си постави неколку цели пред себе. Една од целите која што беше поставена беше како ќе го изградиме брендот на универзитетот и како за релативно кратко време ќе може државата да се запознае со универзитетот. И јас како портпарол на универзитетот добив неколку обврски, меѓу кои беше да видам како се движат цените на пазарот околу градењето на бренд за универзитетот, како одат цените на националните медиуми околу рекламата, околу подготовката на емисии со студенти и така натаму, и добивме ваква понуда. Од еден национален медиум добивме понуда дека 2 пати по 20 минути, ако се зборува за високото образование, да се спомнува Универзитетот Гоце Делчев, за 3 години тоа ќе кошта 47.000 евра. 2 пати во неделата 20 минути. Од една агенција која што гради брендови во државата, добивме дека за да се подготви лого, да се направат неколку приказни за универзитетот, ќе кошта околу 130.000 евра. И тоа да трае некаде околу 6 месеци. И кога седнавме, кога ги видовме понудите, ние всушност разбравме дека ние со тие пари можеме да си направиме наш медиум. И така тргна целата работа. Така всушност започна креирањето на медиум на Универзитетот Гоце Делчев и уште тогаш ги поставивме целите дека многу полесно ќе направиме радио, а во перспектива ќе биде да се планира и отворање на универзитетска телевизија. И затоа всушност во структурата на Центарот за односи со јавност имате оддел за маркетинг и протокол, кој што го подготвува целокупниот маркетинг и протокол на универзитетот. Има оддел за радио и телевизија кој што е во фаза на основање и всушност се наоѓа одделот за издавачка дејност, каде што се социјалните мрежи, каде што се веб страниците на универзитетот, каде што е лекторирањето и така натаму.
Значи, тоа е на некој начин причината како всушност тргна целата работа, понатаму се технички прашања, меѓутоа универзитетот се соочи со една ситуација. Како ќе ги обезбедиме просторните услови за универзитетското радио и за Центарот за односи со јавност? Претпоставам дека ги знаете условите во кои што функционира универзитетското радио. Тие услови некаде не кошта околу 110.000 евра и со тоа заврши целокупната опрема, и радио, и внатрешното уредување, и надворешното уредување. Сега, кој е всушност моментот со кој што ние како универзитет се соочуваме со универзитетското радио? Мислам дека вака како што е структуриран законот на Советот за радиодифузија, мислам дека не се создава многу простор за функционирање на вакви непрофитни радиодифузни установи. Иако мислам дека Советот не е толку виновен зошто е така направен законот, затоа што мислам дека во нашата држава едно универзитетско радио кое што постои од почетокот некаде од 90-тите години не го има всушност изградено и вистинскиот идентитет на тоа што значи универзитетско радио. Например, универзитетското радио во Белград, Индекс е всушност радио кој што започнува со една програма во програмската шема на 202, како се викаше, 1971 година и потоа прераснува во авангарден медиум. Универзитетските радија кај нас, ако останат вака со оваа регулатива, мислам дека ќе се соочат со системот на одржување, системот на самоодржување. Законот за непрофитни радиодифузни установи, односно на Законот за радиодифузна дейност, каде што ги третира непрофитните радиодифузни установи, не остава простор да најдат начин како тие ќе се одржуваат. Од тука, јас ја поздравувам иницијативата на Советот за радиодифузија кога ја подготвуваше стратегијата и кога не повика да ги кажеме своите размислувања околу развојот на нашата институција и ние дадовме наш предлог како тоа може да обстане. Всушност, предлогот на нас како универзитет е тоа да се создаде амбиент во кој што универзитетските радија ќе можат самите, без дополнителни средства од универзитетот, да можат да ја креираат својата дејност. Значи, не да станува збор за профитни радиодифузни установи, туку да станува збор за радиодифузна установа која што ќе може да си ги подмирува своите трошоци, ќе може да има своја развојна компонента и дел од профитот кој што ќе го прави всушност да биде профит за нејзината развојна структура, купување на нова опрема, отворање на нови оддели, ангажирање на волонтери по проекти, ангажирање на други лица кои што можат да работат, заради тоа што ако го видите Законот за високо образование и ако го земете Законот за радиодифузна дејност, ќе видите дека првите два члена се идентични. И универзитетите имат мисија да го подобруваат социјалниот, економскиот, општествениот контекст и радиодифузерите имат единствена цел да ја презентираат вистината. Значи, ако универзитетите се тие кои што треба да имат слобода у своето действување, а имат простор тоа да го прават, затоа што се многу повеќе растеретени од своите основачи. Ние не се занимаваме со политика, не ги третираме тие прашања, и ако имаме право да ги коментираме, немаме право и не сме оптеретени за тоа дали на крајот ќе земеме плата или нема да земеме плата, дали ќе добиеме некоја цензура или нема да добиеме цензура. Целото тоа е многу повеќе растеретено во универзитетските радија. Со една колешка која што беше на студиски престој во Соединетите Американски држави, всушност разбрав дека моделите во кои што денес се промовираат во Соединетите Американски држави е силен акцент на комјунити радијата, на непрофитните радија, пред се на универзитетските радија. Заради тоа што всушност националните медиуми или луѓето кои што сакаат да си ја слушнат веста, веќе можете од безброј извори да ја слушнете веста.
Меѓутоа, она што ќе го слушнете во локален медиум, она што ќе го слушнете од универзитетско радио е нешто сосема друго. И заради тоа, најголем дел од, иако тоа се различни концепти на создавање. Значи, ние треба прво да се договориме како ќе се создава авангардата, односно како ќе се создава мисијата на функционирањето на универзитетските радио. Јас дори имав еден конкретен предлог. Не мислам дека ние сите треба да бидеме медиуми кои што ќе функционираме на локално ниво, туку мислам дека Советот за радиодифузија треба да размисли околу давањето на една национална концесија во кој што ние државните универзитети ќе се договориме и ќе го поделиме времето. Или ќе имаме заеднички уредувачки одбор, во кој што на ниво на држава ќе се слуша гласот на универзитетите, односно на високообразовните институции. Има тука безброј примери дека тоа може да се направи. Не мора да одиме многу далеко, може да се земе примерот на Хрватска, во кој што дури на непрофитните, на универзитетските радиа се дадени право да се рекламираат и да имат свој буџет. Примерите на Соединетите американски држави се сите создадени на профитна основа, тоа мислам дека било кој пример да го земете, ќе видите дека едноставно мојата поента беше дека вака како што е тргната работата за непрофитните радиодифузни установи, мислам дека треба да се менува, заради тоа што се поставува прашањето на обстојувањето на универзитетските радија и на она што планираат универзитетите да го развиваат. Ние можеме да видиме многу поевтино да ја поминеме целата работа, тоа може да биде и да го работат само студенти, ќе купиме едно опрема од 25 до 30.000 евра, ќе работат 20 студенти волонтерски, меѓутоа која е мисијата и целта на тој начин е друго прашање. Со давањето на простор за самофинансирање, за борба на пазарот на труд, тие универзитетски радиа мислам дека имат многу голема иднина и мислам дека можат да бидат момент на пресвртница на она што представува медиуми во нашата држава. Да, нема повеќе да ве задржувам, мислам дека бев јасен. Ви благодарам на вниманието и посакувам успешна трибина. Благодарам, проректоре. Ние ќе продолжиме со трибината која што имавме на тема универзитетските радиостаници, нивната функција и развој. Ќе имаме неколку теми на кои што можеме да дискутираме, затоа ќе предложам да одиме со ред, прво едно излагање од секој од воведничарите, па потоа ќе направиме уште едно излагање во меѓувреме, ако се умориме може да имаме и пауза. Но сепак јас би им дал збор најпрви на нашите гости. Магистер Борис Арсов, член на Советот за радиодифузија. Повелете најпрви со вашето излагање. Благодарам за поканата и го честитам на роденденот, постојањето на универзитетското радио, Гоце Делчев Штип. Сето тоа што го кажа претходниот дискутант, јас лично и согласно она што ние го работиме во Советот за радиодифузија и оние законски членови, односно членови кои што се пропишани во Законот за радиодифузна дејност во делот на непрофитните радиостаници. Анализирајќи го сето тоа и анализирајќи го излагањето, донекаде би се сложил, меѓутоа донекаде и не би се сложил со претходното излагање. Значи, не би само би го коментирал она што не се согласувам, а тоа е во делот на тоа што законската регулатива представувала одредена пречка за некое нормално функционирање на вакви типови на радија. Јас сметам и она што го ние анализираме и работиме во Советот за радиодифузија дека законот кој што е донесен во 2005 година значи ставен, тој е прв закон во кој што се ставени во една правна рамка во Република Македонија како еден вид на трет радиодифузен сектор, а тоа е непрофитниот. Значи непрофитното дејствување
не значи дека по мене, не значи дека не треба да се даваат реклами, меѓутоа значи дека на крајот од годината не треба да се прикаже одреден профит. Сметам дека тоа е така направено затоа што повеќе треба да се инволвираат студенти во оваа работа, а студентите знаеме дека точно можеби некои треба да заработуваат на некој начин, меѓутоа ако се вклучат во работата на целото ова студентско живење и функционирање на самиот универзитет во кој што спаѓа и самото радио, не би требало да остваруваат одреден профит. Значи сето тоа треба да биде на одредена доброволна база. База на која што ќе има одредени дебати, ќе има одредени емисии кои што се наменети за самиот студентски живот и на самото функционирање во универзитетот и опфатени како проблеми оние прашања за кои што се засегнати директно студентите. И затоа е под капата, така да кажеме, на универзитетот и ова студентско радио и останатите студентски радио кои што се под капата на одредени универзитети низ Република Македонија. Исто така не би се сложил со фактот дека треба да се добие одредена национална лиценца за сите универзитети да бидат сплотени, имајќи предвид дека секој универзитет си функционира посебно, тоа е како едно, и како второ, секој универзитет си има своји одредени активности и своји одредени проблеми и своји одредени програми со кои што студентите учат. Значи, не секој универзитет има одредени смерови, значи не секој универзитет има одредена, така да кажеме, работна политика во своето работење, така да не би биле исти проблемите на универзитетот кој што е во Скопје, да речеме, и универзитетот кој што е во Штип, и студентите можеби би биле и самите граѓани кои што еве јас како граѓанин би го слушал сето тоа, можеби би дошол до нека погрешна слика за сето тоа што се случува во студентскиот живот, имајќи во предвид дека еве јас како студент кога сум бил поминуваат одредени периоди во кои што е различно, да речеме, студирањето во тогашно време, јас кога сум студирал, можеби сега е сето тоа сосема поинаку, како еден вид можеби полесно, можеби целата програма на студирањето е можеби полесна во одредени сегменти на студирањето, условите еве се отворија доста дисперзирани студии, во склоп на универзитетите се отворија доста домови каде што студентите можат да бидат сместени од други градови, и трошоците се намалени и така натаму и така натаму. Затоа не би се сложил да сето тоа биде под една национална лиценца, затоа што, пак ќе повторам, секој универзитет си функционира сам за себе. По мене, секоја група на студенти во тој универзитет си има соодветни активности и проблеми, и тие, значи, би биле опфатени во рамките на универзитетот и во рамките на опфатеноста на зрачење на кое што екзистира самото радио. Додека, еве, се согласувам дека треба да се истакнуваат можеби генералните проблеми на сите студенти, меѓутоа тоа да биде во некоја емисија или во договор со останати радиостаници или телевизии, дебати кои што ќе го опфатат целокупната состојба на студентите во Република Македонија, како еден заеднички став или заеднички заклучоци, а сето тоа би можело да се постигне со меѓусебна соодветна комуникација, дружење, спортски игри и така натаму, и сите тие дружења и проблеми би биле изложени на една емисија или на една телевизија која што сето тоа би го опфатила.
Не знам, еве сега за почеток толку би имал што да кажам, понатаму како ќе се одвива дискусијата, ќе се вклучувам во самата дискусија. Слушнав ме прилика што имаше излагањето на представник на Освојувањето Совет за радиодифузија. Дебатата некако отиде во насока на регулацијата на некопните радиостанови. Јас верувам дека представникот од студент ФМ ќе ни каже нешто повеќе за работата во студентските радио. Кристина Белјанска, тој што е новинар во студентското радио на Универзитетот Кирил и Методи. Давам збор повеќе. Ти благодарам. Почитувани колеги, почитувани присутни, професори и сите кои сега сте слушатели на Лугада ФМ, но и се надевам дека понатаму ќе бидете и слушатели на Студент ФМ 929. Ми представува посебна чест да ви се обратам вам, студентите, колегите, моите идни професионални соработници, но и идни новинари на денешната трибина која организира Лугада ФМ. Практицирањето во нашите радија пред се преку континуирана обука нам на студентите ни овозможува да стекнеме и да ги продлабочиме своите знаења, но и практично да стекнеме практични сознања, вештини сознања кои се поврзани пред се со работните задачи и одговорности кои не очекуваат понатаму во животот. Преку здобивање на практичните знаења си ја зголемуваме можноста нашето понатамошно работно ангажирање во медиумите, но и институциите да представува отварање на вратите на многу институции. Се надевам дека повеќето од вас ќе си го најдат и вистинското место. Од моје лично искуство како новинар, а воедно и дел од екипата на Студент ФМ 929, радиото на Универзитетот Свети Кирил и Методи, можам да кажам дека во изминативе 2 години, откако станав дел од екипата на ова симпатична радио пред се, забележав проширување и продлабочување на дел од моите лични искуства. Пред се успеав да подобрам дикцијата, држењето на говорот, да стигнам подобри комуникацијски вештини, како и да го развијам чувството на самодоверба. Тука влегува и сигурност, способност да се снаоѓам во непредвидени ситуации. Изминативе години во радиото, но и надвор од него, успеав да стекнам многу пријатели од кои учев, од нивното искуство, пред се бидејќи се постари колеги, но и да ми помогнат во понатамошната работа, да бидам дел и јас од оваа работа. Со тоа можам слободно да кажам дека сум искрено благодарна до сите кои ми помогна и покрај потешкотиите да се снајдам во средината, да ја пронајдам вистинската професија, односно да станам јас дел од оваа професија новинар. Секој почеток е тежок, но верувам дека и вие ќе се согласите дека секој успех е сладок. Кога ќе се навратам на своето искуство во своите почетоци, како новинар, односно студент на студиите по новинарство при правниот факултет Јустинијан I во Скопје, бев понесена од желбата да бидам дел од оваа професија и да станам новинар, но бев спречена поради тој некој внатрешен страф и несигурност дали да почнам да практицирам или можеби како и сите вам кои сметате дека тоа ќе го направите можеби по завршувањето на студиите. Но сепак го добив одговорот на оваа дилема, го направив првиот чекор, станав дел од Студент ФМ 929. Почетокот беше, се разбира, тежок, но сепак благодарение на уредниците и постарите и поискусни колеги кои го поминале овој возбудлив пат, почнав да чекорам и тоа во една навистина убава и пријатна атмосфера. Најпрво ја совладав формулата, да го применам она што сум го научила во практиката. Пробав да напишам сама вест, потоа извештај, па се до интервју за денес да станам новинар кој по неколку години напорен труд, време и трпение добив диплома. Се разбира, дипломата ја добив паралелно со практични знаења и стекнување на вештини. Слободно ќе кажам дека се чувствувам исполнета, не поради фактот што денес сум дипломиран новинар, туку поради фактот што мојата упорност, истрајност, сериозност и постојана ангажираност во она што го имав зацртано, денеска вроди со плод.
Студент ФМ беше мојата отскочна даска, мојата скала на стекнати знаења и вештини, а тоа го докажуваат и бројните прилози, како и емисии, интервјуа, гости, контакти, но и мојот глас во етерот на 929. Тоа е главната цел на Студент ФМ, радиото на УКИМ, медиум кој е концепиран за студентите. Со поддршка на ректорот, деканите, сенатот, но и професорите на УКИМ и уредувачката политика и уредувачкиот тим, нашите идеи во Студент ФМ 929 стануваат и реалност. Меѓу студентите, меѓу мноштвото радиостаници кои се вртат во скопскиот етер, како радио создаваме програма која е намената од студентите за студентите. Токму затоа, можеби и затоа се уште не нарекуваат студентско радио, тоа нас секако не одговара. Морам да напоменам дека гласот на Студент ФМ не се однесува само на универзитетот, туку се однесува на неговите студенти, а тоа го правиме преку рамнотежа на информативно, едукативно и забавно. Посебно се гордееме со образовните содржини и емисии кои ги емитуваме. Низ нив ние како студенти учиме, но и се надевам дека успеваме во она што го работиме да ги образуваме и нашите колеги. Вкусно одбраната музика можеби е силниот адут на ова радио, бидејќи поголемиот дел од денешните радија има доминација на кич од сите сфери. На крај, дозволете ми во името на Студент ФМ 929 да ви го честитам вашиот трет роден дан и се надевам дека ќе успееме сите заедно во иднина да станеме генерација која ќе биде препознатлива во етерот. Ви благодарам. Благодарам, Кристина, тоа беше излагањето на новинарот од студент ФМ Кристина Велјановска. Добро е да слушнеме и какви се нивните искуства во универзитетското, односно студентското радио на Универзитетот Кирил и Методи. И имаме уште еден гостин, тој е главниот одговорен уредник на УКЛО ФМ Универзитетското радио на Климент Охридски универзитетот од Битола, Сонја Татарова Бугарска. Јас си давам збор со незиното излагање. Повели. Благодарам. На почетот да ви го честитам роденденот, да ви посакам годнина, да се славите уште многу родендени. Универзитетското радио УКЛО ФМ, радио на Универзитетот Свети Кирил и Методи од Битола, е најмладото универзитетско радио во Македонија. Постои од 2011 година, значи од февруари. И можам да кажам дека спаѓаме во истата категорија како вас, нели сите останали, непрофитно радио, музичко говорно радио, со самото тоа, нели, се обидуваме се она што значи студентски живот, студентски активизам, да го пренесеме на нашата популација, она што е главна, значи на студентите. Целна група, како и на сите останати, ни се студентите, меѓутоа ме радува фактот што постојано добиваме информации дека стануваме полека градско радио, затоа што содржините кои што ги нудиме се повеќе го привлекуваат вниманието на останатиот дел од јавноста. Како радио покриваме, нели, реонот Битола, Прилеп, како што ни дозволуваат можностите, меѓутоа со оглед на тоа што одиме веќе и на интернет, нашата радиопрограма може да се следи подалеку, некаде, секаде. За разлика од останатите, значи, радиото универзитетско во Штип и во Скопје, каде што и поголемиот дел од соработниците се, нели, студенти по факултетите, нели, новинарство. На Универзитетот Свети Климент Охридски немаме таква група студиска, новинарство, меѓутоа нашите соработници доаѓаат од сите факултети кои што ги има на универзитетот. Веќе ги имаме над 20 со своји емисии кои што ги подготвуваат и тоа на некој начин мене лично доста ме радува, затоа што и покрај тоа што немаат она обука која што ја имаат студентите по новинарство, успеваат добро да се снајдат во нивните емисии, во прилозите што ги подготвуваат. И еве тераме веќе година и пол сме тука присутни во етерот и можеби тие најдобро ќе можат да кажат како тие се снаоѓаат. Во оглед оно што значи програма и емисии кои што ги нудиме, како и сите вас останати, значи ги имаме информативни емисии, вести, меѓутоа сето тоа се вести врзани директно само за универзитетот, значи не покриваме вести од типот општински или национални вести, че се тоа вести врзани за студентскиот живот, за оно што се случува по факултетите на универзитетот.
Имаме емисии кои што ги третираат јазиците со оглед на тоа што на Универзитетот во Битола има педагошки факултет, каде што се изучуваат англиски, француски, германски јазик, значи имаме посебни емисии, англиско-македонски, англиско-француски, англиско-германски. Имаме спортска емисија, имаме музички емисии, емисии во кои што се третира култура, мода, значи се она што е интересно за студентите, меѓутоа како ќе напоменам уште еднаш и за пошироката публика, значи да не се врзуваме само за студентите, иако тие ни се првенствено на главна цел нив да ги придобиеме. Јас се надевам дека со Игор тоа разговаравме, меѓутоа и со Александра, која што уредник во радиото во Скопје, за оно што се зборува нели поврзување на радијата. Ние се обидовме и веќе почнавме со радиото во Скопје, со Студент ФМ, соработка, на тој начин што се она што сметавме дека е интересно што се случува во Битола, врзано за култура, уметност, па и студентско живење, да можеме на некој начин да го пренесеме да биде интересно и за студентите во Скопје. И обратно, се она што е интересно од Скопје да биде пренесено кај нас. И започнавме некаква таква размена на прилози и добро навистина ни одеше. Се надевам дека таква соработка ќе започнеме и со Штип, може би да размислуваме и за некоја заедничка емисија која ќе оформуваме, во која што ќе имаме прилози од сите три радија, кои би се емитувале во една заедничка емисија која би одела во ист термин на сите три радија под исто име. На тој начин може би за почеток да се поврзиме како универзитетски радија, понатаму може би формирање на некоја асоцијација на универзитетски радија или здружение на универзитетски радија, па зашто да не понатаму и гледано пошироко балкански универзитетски радија, кога веќе ги има и во соседството. Се трудиме на вистина да ги задоволиме барањата на студентите и се она што значи студентски живот и активизам на младите. Од организациите во кои што членуваат младите и AST Together Macedonia имат веќе своји емисии кои што ги подготвуваат во нашето радио. Им ги презентираат сите информации што се интересни за студентите, да ги упатат каде би можеле да најдат некој добар семинар на надвор од Македонија. И мислам дека засега добро. Првиот роден ден го прославивме добро, одлично можам да кажам како за прв роден ден, а на вториот се надевам дека вака повторно ќе бидеме сите заедно. Бред, ти благодарам за излагањето. Сега редот е на мене, па ќе направиме една кратка пауза, верувам дека ќе имаме некои прашања од публиката. Проректорот го представи Универзитетското радио, ги представи можностите кои што ги има почетоците на Универзитетското радио, но начина една тема во врниците за која што би можел јас да се надобрзам во однос на начинот на функционирање на непрофитните радиодифузни установи. Во Македонија често се зборува за тоа дека медиумскиот пазар е презаситен со медиуми, дека многу имаме телевизии, радија и слично. Но во соодносот со населението не изгледа така. Непрофитни радиодифузни установи, поточно непрофитни радиостаници во Македонија има, колку што знам, регистрирано 3. Во однос на населението, јас извадив некои информации за тоа како е во светот. Во Шведска, да речем, има 150 непрофитни радиостаници, односно оние community медија, како што ги нарекуваат, иако тие имаат 9,5 милиони жители. Во Тајланд има од 2 до 3.000 непрофитни радиостаници. Во Нов Зеланд има дупло популација од нашата земја, а има околу 20 вакви радиостаници. Во Непал има 150 вакви радиостаници со популација од 29 милиони. Во Ирска со 6 милиони жители има 25. Унгарија со 9 милиони жители има 70 вакви радиостаници. Австралија е една од најразвиените во област, 442 вакви радиостаници. За Соединетите американски држави да не зборуваме каков медиумски пазар имаат тие таму. Во голем дел од медиумскиот пазар во Европа и во светот овие радиостаници се развиени. Не можеме да избегнеме одговорноста за тоа дека медиумскиот пазар во оваа сфера не е развиен во Македонија. Не можеме никој од нас 5 луѓе овде да избегнеме одговорноста дека сме виновни за неразвиеноста на тој аспект на медиумскиот пазар.
односно непрофитните радиостаници или тие комјунити медија кои што имаат огромна улога. Во Соединетите американски држави и во Австралија, например, конкретно 42% од населението ги слуша овие комјунити медија. Можеби токму таму се гледа и причината за неразвивањето на тој пазар, затоа што земат од колачот на слушателите. 42% е огромен процент. Во Соединетите американски држави непрофитното радио или комјунити радио на Бил Мекгибен, еден американски новинар кој се занимава со environmentalist, како што се нарекува, имал огромна популарност, дури тврди дека медиумите, радијата како медиуми се препораѓаат веќе, особено со оние комјунити медија кои што и не толку одамна функционираат и во светот од 2004-2005 почнуваат значително да се развиваат, кога и кај нас впрочем е донесено во Законот за радиодифузна дејност дека може да се формираат вакви непрофитни радиодифузни установи. Медиумскиот простор можеби е мал, но дефинитивно е неразвиен и има можности за подобрување. Например, и во Законот за радиодифузна дејност има, 3 до 4 члена кои што се однесуваат само на непрофитните радиостаници, односно радиодифузни установи. Имаме често конфликт каде што не се регулирани правилата на игра воопшто, од најбанални правила за документација па до плаќање на авторски права на ЗАМП, па до спонзори и слично. Веројатно, тоа е една од главните причини, ако можеме да најдеме некоја замерка во Законот за радиодифузна дејност, кој што, да речеме, условно го кочи развојот на непрофитните радиостанови. Финансирањето исто така, кој што спомна и проректорот, може да биде проблем. Во светот постојат неколку модели на финансирање на непрофитни радиостаници. Едниот е државата да дели од колочот на радиодифузната такса на непрофитните радиостанови. Вториот модел е бизнис заедницата преку финансирање во непрофитните радиостанови. А третиот модел е комбинирано, или и државата и бизнис заедницата имаат право да вложуваат одредени средства во овие медиуми кои што имаат огромна улога. Верувам дека во вториот дел од излагањето може да зборуваме за улогата која што имаат ваквите медиуми, особено во општеството, во демократизацијата, во изразувањето на слободната мисла, која што верувам сите од нас тука кои што работиме во непрофитни радиоустанови сме ослободени од тој терет на комерцијалност, па можеме малку послободно да делуваме. Верувам дека работите можат да се подобруваат и мислам дека од оваа средба дел од проблемите со кои што се соочуваме можат да се слушнат. Тоа е било прилика во моето излагање за однос за тоа како се развива медиумскиот пазар. Предлагам да направиме една кратка пауза, а еднаш потоа да се вратиме со уште еден круг на излагање и прашања од вас за тоа во која насока можеби би можеле да видиме да се развиваат ваквиот тип на радиостаници, на медиуми. Благодарам, се враќаме за 10 минути. Може да продолжиме уште кратко. Слушнавме интересни излагања околу универзитетските радиостаници, околу непрофитните радиодифузни установи. И со оглед на тоа дека настанавме на интересна тема за регулацијата на медиумскиот пазар, ќе му давам збор на проректорот Барбареев да се доискажа, да се дообјаснат во однос на таа тема. Да, благодарам. Јас кога ја презентирав мојата идеја, односно идејата на универзитетот, не сакав да бидам разбран погрешно и сакам само малку да ја разбистрам работата и можеби сега ќе бидам малку попластичен за да ме сватите, бидејќи јас кога зборував за функционирањето и обстојувањето на универзитетското радио или на универзитетскиот медиум, го зборувам од перспектива на она што треба да представува поддршка на целокупниот универзитет. Значи не како посебна единка како радио, туку едноставно ќе ви кажам еден ваков пример. Кога прашав еден колега на еден универзитет во Њујорк колку студенти имате, тој ми одговори 130.000. Како викам 130.000? Па вика 15.000 се редовни студенти кои што завршиле средно образование и сега се запишале, а другите се
Некој на доживотно учење, некој работи на одредена програма и стекнува компетенции за келнер, друг за возач, трет за... Едноставно, целокупното доживотно образование го организира универзитетот. И всушност универзитетот околу себе обединува многу прашања со кои што се соочува средината во кој што функционира универзитетот. Истото прашање кој што ние денес го дискутираме, го отворивме и на Агенцијата за млади и спорт. Например, универзитетите не можат да имат спортски клубови, да ги финансираат и единствено можат да се надпреваруваат само во универзитетските лиги. А при тоа имате кошаркари кои што играат за репрезентација. Значи, суштината е во кој што гласот на универзитетите или овие предлози кои што постојат кај нас како институција е да се направи за да и се даде просто на универзитетите во кој што многу поголема популација ќе фигурираат и ќе обединува оваа институција. Сега не знам дали ме разбирате, така да колегата Борис му благодарам на коментарите кои што ги даде. Не ме сваќате дека јас сум претендент да има една национална концесија во која што ние ќе го делиме просторот. Не, тоа беше повеќе како предлог во кој што е потребно државата да има медиум универзитетски во кој што популацијата ќе го слуша гласот на универзитетите. Инаку да ви кажам искрено, чувството кога разговарав со некои други колеги од некои други сектори во државата, добив впечаток дека универзитетските радија или студентските радија треба да бидат некој вид вежбалница на идните новинари. Не се согласувам со тие ставови, иако тука никој тоа не го кажа, не се однесува на никој од колегите кои што денес имаа излагање, туку сакам да кажам дека ако еден универзитет добил непрофитна радиодифузна установа, мислата моја дека тој треба да биде и да се бори да биде најдобар и најслушан во просторот. Студентите своите предавања и вежби ги слушат на часови за предавања и вежби. Тие кога имат емисија треба да бидат на исто ниво, односно да се обидуваат, да тежнеат да бидат на едно ниво како веќе искусен новинар. Тоа е мојот концепт и мојата мисла. Нема повеќе да зборувам, ви благодарам уште еднаш. Благодарам, проекторе. Тоа беше излагањето. Јас, за да насочам дискусијата, би сакал да се осврнам на улогата на ваквите типови на радиостаници, особено на непрофитните радиодифузни установи. Во Македонија знаеме каква е состојбата. Непрофитните радиодифузни установи треба веројатно своите програми да ги концепираат за промоција на слободата на говор, за промоција на слободата на изразување, слободата на креација. Тука треба тие да бидат уникатни и веројатно од тој аспект ќе бидат слушани, ќе можат на некој начин да се надпреваруваат со условно богатите комерцијални медиуми, затоа што тие ќе бидат некој символ на слободата и символ на авангардата на младите. Оно што и ние како универзитетско радио при Универзитетот Гоце Делчев се трудиме е максимално да ги вклучиме младите луѓе кои што се заинтересирани, имаат потенцијал, имаат желба да го кажат тоа јавно. Ваквите радиостаници дефинитивно треба да представуваат освежување во медиумскиот простор кој што имаме како едноличен или кој што каже колешката дефинитивно кич простор кој што продава реклами. Комерцијалните медиуми се оптеретени да имаат слушатели затоа што имаат обврска да профитираат од тоа, а најчесто се профитира со ултракомерцијални содржини кои што лесно се продаваат кај публиката. Не можат комерцијалните станици и генерално комерцијалните медиуми не можат да профитираат од некомерцијална, но квалитетна музика, да речеме, затоа што е ограничена. Не можат да профитираат од едукативна програма, затоа што е помалку слушана, но не дека не ја интересира популацијата, не дека и таа програма нема да има слушатели, но дефинитивно е поквалитетна. Од аспект на промоција на вистински вредности и текако тоа е од значење за општеството, затоа сметам дека државата, особено регулаторот кој што е задолжен да го прави тоа, има обврска да ги стимулира ваквите медиуми, комјунити медија, како сакате да ги наречеме,
кои што имаат за цел, имаат мисија, многу повисока мисија од комерцијалната мисија, односно од мисијата да бидат само слушани, да продаваат реклами од кои што ќе профитираат. Токму причината за тоа што не профитираат е предност, а не негативност. Кога зборувавме за профит, добро би било и да се дефинира што уствари би значило тоа профит, дали воопшто да не се примаат реклами. Знам во Хрватска, во Соединетите американски држави и во многу држави од Европа, универзитетските, особено овие комјунити медија, имаат можност да се рекламираат. Не може би колку комерцијалните радиостаници имаат 3 минути во еден час, знам дека има во Хрватска. И мислам дека тоа би можело на некој начин да биде потек од страна на регулаторот или на оние кои што ги донесуваат законите, дека за стимулација на развој на ваквите медиуми, верувам дека тоа ќе придонесе за развој. Особено исто така и со спонзорствата кои што е крајно нерегулирано. Знам дека во законот за радиодифузна дејност има условно прецизно за тоа што представува реклама. Сепак ние од лично искуство најдовме на судир за тоа што представува реклама и како се дефинира рекламата. Дали ако субјектот кој што рекламирате има профит е реклама или не е реклама. Ако нема профит, дали представува реклама? Тоа не може никој да ви го каже во ваква констелација на законот за радиодифузна дејност. Веројатно тука сакам да го потегнам и прашањето за соработка кој што го спомна колешката Сонја за меѓу овие радиодифузни установи со цел организирано да се артикулираат проблемите и организирано да настапуваат пред било која институција. Нормално е дека во светот има многу вакви организации. Во Европа Community Media Forum Europe е организација која што ги обединува организациите на непрофитни радиодифузни установи. Значи, организација на Македонија поднесува потреба за членство во Community Media Forum Europe и таму членуваат многу организации. Нормално Македонија не е, затоа што немаме такво здружение на непрофитни радиоустанови, но, да речеме, не се многу далеко земите од регионот и очигледно ние и тука некако заостануваме. Членови се Хрватска, Црнагора, Босна и Херцеговина, значи едни исто така на исто ниво развиени држави кои што си имаат своји представници таму и многу полесно ги артикулираат проблемите за разлика од веројатно нас кои што сме така дисперзирани, неорганизирани и слично. Веројатно тоа е работа на трите за сега непрофитни радиодифузни установи кои што верувам дека во иднина ќе бидат уште повеќе. Би сакал во таа насока и да зборувам за тоа дека концепирањето на програмата, иако представникот од Советот за радиодифузија рече дека да, универзитетите имаат своја засебна политика, имаат своји засебни проблеми, лични, односно единствени, уникатни, но верувам дека на ниво на универзитетски радиостаници, денес е 3, утре 5, 10, може да се донесе генерална политика за утврдување на тоа кои генерални вредности треба да ги промовира универзитетското радио, која мисија треба да има универзитетското радио, ако се согласиме дека треба да бидеме некомерцијални, да пуштаме некомерцијална музика, ако се согласиме сите 3-5 универзитетски радиостаници, зошто да не донесеме такво правило или таков договор да функционираме така. И верувам дека можат трите за сега универзитетски радиостаници да најдат заеднички јазик околу тоа како да ја уредуваат своите програми и што да им пуштат на своите слушатели, затоа што пред се сите ние се обраќаме на млада популација, можеби не на студенти сите, но дефинитивно сите на млада популација, затоа што не постои радио во светот кој што опфаќа, кој што е форматирано на популација од 9 до 99 години. Сите ние веројатно мораме да се ориентираме кон младите и студентите. Тоа е било се само за да насочам дискусијата во натамошна дебата. Ќе давам збор сега по еден обратен редослед на моите колеги. Сонја Тантарова Груевска, главен главноуредник на УКФМ. Добро, ако зборуваме сега за правната регулатива, мислам дека сепак господинот од Софијска радиодифузија може многу повеќе да кажува за тоа. Јас само би кажала дека во универзитетското радио УКФМ во Битола, значи го немаме како и кај основно тој класичен начин на рекламирање на воопшто немаме комерцијални реклами, значи
Оно што значи таков вид на маркетинг го нема, меѓутоа даваме информации за оно што се случува подолно по факултети. Например, сега кога се уписите за запишување, во односно информација на кој факултет, на кои студиски програми, колку луѓе можат да се запишат, каде да ги добијат информациите. Иако морам да кажам дека од самиот почеток кога почна да функционира радиото, се јавуваа луѓе кои што бара и сака на нашето радио да имат реклама. Меѓутоа веднаш бевме ограничени, вели како непрофитно радио не можеме таков вид на реклами комерцијални да ги имитуваме преку радиото и ги одбиваме. Иако ако на таков начин добиваме средства плюс дополнително меѓу што ги има универзитетот обезбедено, веројатно би се изначни средства со кои што би можеле некои, не знам, некоја сума која што би можело да се дели по соработниците, да биде на некој начин на хонорарците, на волонтерите, на слушалците, да им биде нешто као, ете, за патот што го правиш што доаѓа до радио, некоја надокнада, некоја символична, така. Не знам како во другите радио, предпоставувам дека секаде се волонтери, нема да се плаќа, да ги се плаќа хонорари и така. Единствено на што можеме како радио да им го понудиме е нивното присуство на фестивали кои што се одржуваат или контакти со луѓе кои што во друга прилика можеби не би ги имале. Еве конкретно Битол ни се одржува фестивалот на Филмската камера браќа Манаки. И минатата година и оваа година ни имавме акредитирано соработници наши, значи како новинари кои што комплетно практично го покриваат фестивалот. Со разговори со директорот на фестивалот, селекторите, учесниците, подготвувавме посебен бюлетин секој ден од 1 час, кој што самите тие имаат можност и да присуствуваат на фестивалот, да бидат вклучени, да се запознаат со луѓето и не само на фестивалот. Значи се она што значи култура на некој начин го покриваме и кај нас во радиото. На друг начин не би можеле да им возвратиме за нивната активност кај нас во радиото. Може би најдобро тие сами да ги кажат, еве тука подбитува се Катя, Билјана и Алек, тие имат своји емисии. Катерина е дипломец на правниот факултет, сега постдипломец, Билјана на педагошкиот факултет, Алек на техничкиот. Ако сакат, може тие да споделат со нас. Да, сега. Да, го завршим предлагам само овој прв, втор круг односно на излагање, па и од публиката и неколку луѓе побараа збор. Колку што сум информирани, во Скопје исто и во Студент ФМ на ист начин функционира како и нашето радио. Сам со контактите што ги имавме со Александра, значи тоа било и реклами и таму исто го нема сега. Единствено, тука можам само да додавам од тоа што спомена, во радијата, бидејќи се непрофитни, пред се најмногу добиваат студенти. Тоа е искуство. Мислам дека нема што повеќе од тоа да се каже. Искуството и контактите во секој случај што понатаму може да им користат за разни нивни, лични цели. И на Белград. Добро, Кристин, доколку немаш ти уште некој нешто од ова излагање втор круг? Тоа. Поред уште од овој втор дел, Борис, верувам дека ќе има одредено. Добро, јас само малку ќе отпрачнам темата професорот што ја даде. На национално ниво да се добие лиценца во моментот е невозможно, бидејќи на скопското подрачје е тотално зафатен целиот простор на фреквенции. Има една фреквенција која што би можела да зрачи само на моно во моно формат. Да, и да, може некако тоа да се усогласи во делот на законската регулатива секогаш, значи се е менливо, законот е менлив. Тоа не е нешто страшно па да не е менливо и така да биде како што е напишано. Со соодветни предлози, со соодветни аргументи, сето тоа може да се промени, сето тоа може да се
да се излезе во пресред на она што представува соодветен проблем на одредени вакви радиостаници или некои медиуми кои што се соочуваат со соодветни проблеми, а им представува пречка законската регулатива. Имајте во предвид дека сегашниот закон за радиодифузија е 2005 година донесен. Сега сме 7 години плюс, каде што техниката и технологијата е многу понапредна. Интернетот е влезен во секоја малтене, во секој дом, во секој двор што се вели. Така да никаде не е забран, значи сега со овој закон не е забрането да имате и телевизија на интернет, да имате и радио на интернет и така натаму и така натаму, бидејќи ние како совет и како регулаторно тело, кога некој ќе побара на национално ниво и сака да отвори радио, им кажуваме дека е невозможно од технички аспект сето тоа да се отвори, меѓутоа на интернет да се пушти музика или радио да се направи е возможно, имајќи предвид дека фреквенциите и целиот тој фреквентен простор кој што се емитува на терестријално ниво е ограничен ресурс кој со ограничен капацитет кој што во моментот на Скопското подрачје е целосно зафатено. Да речеме во Гевгелија, во Ресен, во Радовиш има слободни фреквенции, таму доколку постои можност може да се отвори непрофитно радио, може секаков вид на медиум да се отвори. Доколку постои заинтересираност, ние имавме, знае колегата Столе е тука, ние затворивме едно радио во Радовиш поради незаинтересираност, односно самото се затвори поради неможноста да обстои. Истото се случи, мислам, и со Неготино, па после Неготино повторно дадовме. Овдека мислам дека дали затворивме во Штип, се затвори една радио. Да, се затвори едно исто така радио, значи доколку постои интерес, доколку постои можност, значи ние сме отворени за соработка во било која сфера и правиме стратегија, во стратегијата за наредните 5 години секако ќе има дебата и за доколку се дојде и ново законско решение или измени на законот, секако дека и вашите мислења ќе бидат опфатени во сето тоа. Значи, сакам да представам и да укажам дека Советот за радиодифузија не е затворена институција, не е институција која што е некој полицаец да казнува или да прави, бидејќи обично новинарите, сега малку ќе ги критикувам, не представуваат дека сме полицајци, не знам, малите деца би рекле АПО за заплашување, меѓутоа јас би ве уверил дека навистина не е така. Ние мораме да казниме некого кој што не го почитува законот, согласно членовите кои што се тамо дефинирани, меѓутоа сме отворени за соработка. Многу пати, знае колегата, и сме простувале за одредени ненамерни, така да кажеме, грешки или прекршувања на законот. Некогаш сме биле и благи во однос на изрекувањето на казните кои што биле наменети према медиумите. Јас не се сеќавам дека некој од вашите медиуми е казнет нешто драстично, може би е упатено некој укажување или опомена. Така да ние сме навистина отворени целосно за соработка и ми е навистина драго што вакви дебати постојат во Република Македонија на ова ниво, значи во медиумската сфера, без разлика дали сега разговараме за непрофитните медиуми. Меѓутоа, сите вакви дебати се добредојдени и членовите на Советот за радиодифузија или вработени во Советот за радиодифузија, верувајте дека активно ќе бидат учесници на ваквите дебати и навистина и ние, кога би можеле и кога би имале средства, бидејќи верувајте и ние сме ограничени со одредени средства, и сакаме да организираме и ние дебати на одредени теми и да го слушнеме, да ги слушнеме проблемите со кои што се соочуваат сите медиуми во Република Македонија.
од било кој карактер, секој во својата локална или национална рамка во која што работат. Планираме во иднина, доколку добиеме повеќе средства со дигитализацијата на медиумскиот простор во делот на телевизија, ако добиеме повеќе средства и од кабелските оператори, каде што се предвидува да од кабелските оператори добиваме соодветна надокнада, која што во моментот не ја добиваме, така да со сите тие поголеми, малку поголеми средства да можеме да организираме почести трибини, почести разговори, се со цел да ги слушнеме и да ги, ако можеме некако да апелираме да се имплементираат истите во соодветна законска рамка.